Општина Карпош го објави јавниот оглас за финансиска поддршка за проекти од областа на културата. Право на пријавување имаат сите заинтересирани физички лица, жители на општина Карпош и правни лица регистрирани на територија на општина Карпош, кои опфаќаат дејноста култура во сите области, а кои со своите програми и активности придонесуваат за развој на културата во општината и пошироко. Огласот е за проекти од областите издавачка дејност, фолклор, музичко-сценска дејност, театар и глума, ликовно-уметничка изложбена дејност. Физичките и правните лица потребно е во барањето да ги наведат причините, целите, очекуваните резултати и намената за кои ги бараат средствата. Проектите да се од посебен интерес за граѓаните на општината од областа на културата, досегашни домашни и меѓународни настапи, потврда за досегашни организирања на културни манифестации и постигнати успеси. Вкупната предвидена финансиска рамка која е обезбедена од општината за финансиска поддршка за проекти од културата е во висина од 1 милион денари. Документите можат да се достават по пошта на улица Радика број 9 Скопје или во архивата на општина Карпош, во затворен плик со назнака за финансиска поддршка на проекти од областа на културата за физички и правни лица од подрачјето на општина Карпош за 2025 година. Огласот трае до 31 октомври 2025 или до исцрпување на предвидените финансиски средства, но со услов одобрените средства да бидат реализирани најдоцна до 31 декември оваа година. Во Маđари е отворен клуб за активно и здраво старење на пензионерите од општина Газибаба. Создадовме можност пензионерите од денес да имаат катче каде што за миг ќе ги напуштат своите секојдневни обврски и предизвици. Креиравме место во кое ќе имаат можност да се дружат, да рекреираат и да разменат искуства со останатите пензионери. Вложуваме во нивната благосостојба и социјална инклузија, помагајќи им да се чувствуваат активни и важни членови на заедницата, порача на отворањето градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Овој проект општината го реализира во соработка со Сдруженијето на пензионери на Газибаба и Општинската организација на Црвениот крст Газибаба. Мојата цел е општината да се грижи за сите генерации на граѓани, создавајќи услови за подобар и поквалитетен живот. Тука посебно внимание имаат луѓето кои се наоѓаат во третата доба во животот, кои се вложија во создавањето на самостојна и независна Македонија. Порача Стевковски, упатувајќи благодарност за одличната соработка до Сдруженијето на пензионери на Газибаба и Општинската организација на Црвениот крст Газибаба, со кој во изминатиот период, како што кажа, реализирале голем број на проекти. Општина Карпош информира дека во текот на денешниот ден ќе се изврши подигање на стари отпадни хаварисани возила, согласно закон за управување со дополнителни текови на отпад, во соработка со колективниот постапувач со кој општината има склучено договор за соработка. Подигањето ќе се изврши на територија на Карпош 3 и Карпош 4. Првенствено ќе се почне со подигање на отпадни возила без регистарски таблички, а по истекот на рокот даден со решение за опомена ќе се пристапи кон подигање на останатите возила. Акцијата продолжува во урбаните заедници Влае 1 и Влае 2, информираат од локалната самоуправа. Од општина Карпош повторно упатија апел до сите граѓани кои поседуваат таков тип на возило, на кое веќе е залепена налепница и е спроведена инспекцијска постапка од страна на инспекцијските служби, да ги отстранат своите возила, во спротивно истите ќе бидат отстранети на нивен трошок. Возилата ќе бидат транспортирани во собирен центар депо, каде што ќе бидат оставени 7 дена. Потоа ќе бидат однесени на рециклирање. Градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Ѓорѓиевски информираше дека е отворен уште еден пункт заедно со отец Оливер и хуманитарната организација Свети Спас, кој ќе биде сместен во црквата Свети Ѓорѓи во Кисела Вода. Како општина Кисела Вода горди сме што имаме партнерство со оваа организација, која активно работи на подобрување на животот на нашите сограѓани. Јас пред се како човек, речиси 10 години уште од самиот почеток сум дел од оваа хумана мисија, која успешно, макотрпно и секојдневно се грижи да нема глад, не само во Кисела Вода, туку и во Скопје и Македонија.
Заедно со отец Оливер и хуманите волонтери поминавме долги години, многу патеки на наша гордост донесовме насмевки. Таму каде што имаше тага, напиша Ѓорѓиевски на социјалните мрежи. Првиот човек на кисела вода посочи дека овој пункт ќе биде уште еден важен ресурс за сите оние кои имаат потреба од помош и поддршка. Македонскиот репрезентативец Марко Трајановски, член на клубот The Strongest Скопје, го освои првото европско злато за нашата земја, постигнувајќи извонреден успех на најголемата европска сцена во аматерскиот ММА. Трајановски беше доминантен во секој дуел на патот кон златото, освојувајќи 4 победи против Бугарија, Романија, Украина и Италија за само еден ден. Овој подвиг е огромен чекор за македонскиот ММА и потврда дека нашите борци се меѓу најдобрите во Европа. Успехот на Трајановски е само почеток на уште поголеми достигнувања за Македонија на меѓународната сцена. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.